Васа Аврамовиќ бил газда на познатата кафеја на Метропол, сместена во денешниот објект на стоковната куќа Сити Галери. Била најпосетен објект во своето време, бидејќи нудела добра храна, услуга, пијалоци и музика. Гостувале трио Орлов со репертоар на мюзикл хала и кабаре со раскошна гардероба и акробатски балетски точки. Во неа можеле да влезат само богатите, но постоел лимит колку смееле да потрошат за една вечер. Кафеаната Маргер се наоѓала на плоштадот и била најпосетувана кафејана во градот. Во попладневните часови кога затворале дуќаните, многу скопски семејства доаѓале во кафеаната на вечера. Во ноќните часови кафеаната Маргер се менувала во боемска кафејана, а посетителите биле уметниците на градот. Кафеаната била место за уметнички и книжевни разговори. Улица Македонија. Оваа улица е отворена по повод доаѓањето на султанот Мехмет Рашид V во Скопје во 1911 година. Бидејќи била нова, ја нарекле Јени Џаде. А постои и една интересна коинциденција, бидејќи токму во 1911 година започнале да се појавуваат и првите автомобили во Скопје. Набргу потоа, таа именувана по претходникот на Мехмет Решат, односно во улица Султан Хамид. За време на Првата светска војна се вика цар Фердинанд. Од 1922 година краљ Петар, додека од 1942 година цар Борис. Најдолго го носи името Маршал Тито, што го добива по ослободувањето, а во Македонија е преименувана во 1993. На улицата се наоѓаат рестораните и хотелите Париз, Лондон, Москва, Бристол, Балкан и Русија. Била позната и кафеаната Тутанкамон веднаш до станицата. На улицата Македонија се наоѓа и славните кина Вардар, Капитол, Уранија, подоцна култура, киното Балкан со летен ресторан и со летна кинобавча, како и киното Бамби. Својата главна патека Скопското корзо ја имаше токму на улицата, започнувајќи некаде од плоштадот и Ристикјевата палата, па се до железничката станица. Тука се изградени првите вистински скопски палати. Оние на Ристикјева палата, куќите Настеви, Икономови, Шекеринови, Караджа Крангови. Во нив се инсталирани првите санитарни јазли и купатила. Проработеле првите телефони, се појавиле првите фрижидери и ѕидани шпорети. Малку е познато дека ова улица му припаѓала на едно од првите мала кои се формирало на десната страна од реката Вардар, познато како Газиментеш мало. Својот најголем процут улицата Македонија го доживува во 20-тите години од минатиот век, кога околу неа се градат најубавите згради, но и во преминот помеѓу 20-тите и 30-тите години, кога градоначалникот на Скопје е архитектот и творецот на првиот вистински урбанистички план на градот, Јосиф Михајловиќ. Vечно je ja sam